Елизабецот од Модена не прекинува со рафинати на своето моќно купе. За оваа пригода промовиран е новиот Maserati Gran Turismo MC Stradale. Тоа е најбрзата, најлесната и најмоќна изведба на куќата. Во првиот квартал на следната година во продажба ќе влезе патниот болид инспириран од моќните изведби на Maserati кои се имаат закитено со повеќе титули во GT шампионатите во последниве 5 години. Избалансиран е за култивирано однесување на асфалтот. Со 450 коњи генерира 10 конски сили повеќе од 4,7 литрениот V8 мотор и има оптимален распоред на тежината во сооднос 48 спрема 52 во корист на задната оска. Забрзува до 100 за 4,6 секунди, додека максималната брзина му е ограничена на 250 км на час, поради тоа што е модел за цивилна употреба. Најголемото изненадување на парискиот мотор шоу несомнено го приреди англискиот Lotus. Овој производител со богато минато во последните 15 години се изгуби од фокусот на јавноста. Lotus преживуваше од автомобилистичкиот спорт каде бележеше добри резултати, но продажбата се одвиваше скромно, дури незабележително. Враќањето се најави со фанфари. Дури 5 нови модели предизвикаа експлозија на задоволство на штандот. Промотори на новитетите беа суперманекенката Наоми Кембел, гитаристот на легендарната група Queen Брайан Мей и сер Стерлин Мос. На штандот беше присутна и холивудската звезда Мики Рурк, но неговиот договор беше за поддршка на Lotus, а не за снимање и фотографирање. Легендарните модели повторно се во жижата на интересот. Купеата Esprit, Elan, Elite, Elize и купето со 4 врати Eterna најавуваат светла иднина. Сите представени модели го совладуваат спринтот до 100 за помалку од 4,5 секунди и може да се нарачаат со опционалната хибридна технологија KERS. Дени Бахар, првиот човек на групацијата Lotus, најави дека марката се враќа на победничкиот курс од 80-тите години на 20 век и како конкурент на своите автомобили го признава само Porsche. Врвниот Lotus ќе биде Esprit со V8 мотор од 5 литри и 620 коњи, развива 330 км на час и забрзува до 100 за само 3,4 секунди. Силна појава, супериорен дизајн, нагласена елеганција. Така може да се опише купето Elite, чија комерцијализација се очекува во 2014 година. Внатрешноста ќе има 2 седишта напред и уште толку одзади. Предвиден мотор за Elite е истиот што го движи Esprit. Се калкулира дека ќе се појави во салоните во 2013 година. Во купе верзија 2+2 конструиран за секојдневна употреба е моделот Elan. Со само 1290 кг тежина ќе биде опремен со V6 мотор од 4 литри и 450 коњи. Во понудата на Lotus се уште има место за Elize. Естетска и приемчива за окото, но сепак секси, агилна и бестијална. Таква ќе биде кога на улиците ќе се појави во 2015-та. Спротивно од изгледот, Elize ќе ја движи најмалиот мотор на компанијата. Од дволитрена зафатнина, 4 цилиндри ќе ги потиснуваат уште толку турбини и ќе се испорачуваат 320 коњи. И на крај доаѓа моќниот агресивен Eterna. Слично на Elite, ова е автомобил со перфектни контрадикции. За разлика од останатите купеа со 4 врати, чиј изглед е еволуција од веќе постоечките купеа, Eterna е вистински ултимативен спортски автомобил со 4 врати.